3-2 за францускиот борач Гуиголаев. Успеа да ја материализира предноста по на акција што имаше. Инаку веќе спомена во оваа категорија до 74 кг и 5 мина борачи. Борбата за третото место што требаше да биде поради повреда Милан Тодоровиќ не се бореше, па така Али Рашид го освои третото место од Франција, а петото последно место му припадна на македонскиот борач Горан Атанасов. Сега активен нешто повеќе бугарскиот борач Кирил Терзиев, минатата година беше четврти во оваа категорија. Во мечот за третото место загуби од нашиот Дејан Богданов. Уште неколку секунди до крајот на првата рунда и нема време веќе за акција. Со резултат 3:2 во освоени поени, првата рунда му припаѓа на Вадим Гуиголаев, кој се бори за француската репрезентација. Гуиголаев вчера во попладневната програма го совлада Тодоровиќ, претходно и нашиот Атанасов. Очекување сме на почетокот на втората рунда, инаку во меѓувреме беа доделени и медалите во оние први категории 55 кг и 60, каде што триумфира Крстанов и Митров, секако и во категоријата до 66 кг, познат е победникот од пред малку Љузим Вранези. Успева да освои французинот 2 поени и натаму ја продолжува акцијата. Инаку информација дека според новите правила сега една рунда трае 2 минути. Нова акција на францускиот борач, дали ќе успее да стигне и до нов поен, токму така. И ја потврдува доминацијата во оваа борба. Терзиев и натаму инфериорен, сега успеа да се извлече бугарскиот борач од туш, но веќе има предност французинот од 5:0. Терзиев само погледна кон семафорот и нему му е јасно дека чудо во оваа борба нема да се случи. Вадим Гуиголаев од Франција во Синдрес ја доби првата рунда тесно 3:2, но еве во оваа втора рунда веќе има солидна предност од 5:0, па затоа и би се рекло сега избегнува и контакт. Се наоѓа пред триумф во категоријата до 74 кг. Крај на борбата успева францускиот борач Вадим Гуиголаев да триумфира и со тоа го освојува првото место во категоријата до 74 кг. Победник во категоријата до 74 кг